Здраво, другарчиња! Ајде повторно да другаруваме со Мравко, да слушнеме за неговите авантури. Ќе ја прочитаме третата приказна. Таа се вика Мравко ја запознава татковината. Драги другарчиња, денеска ќе патуваме со мојот Мравко мобил и ќе ги запознаваме убавините на мојата татковина, Северна Македонија. Имаме прекрасна земја со многу градови, села, планини и реки. Сега, токму сега, сакам мравковски вредно да се уверам во тоа. Ке започнам вака. Главен град е Скопје, а наши обележја се химната, грбот и знамето на нашата држава. Другарчиња, ако тргнеме на прошетка низ Скопје, центарот на нашата култура, мора нешто да знаете. Скопје е многу голем и прекрасен град. Ау, колку големи булевари, високи згради, паркови, кина, театри за деца и за возрастни, цркви, џами. Таму има место за сите мравки од мојата улица. Поминав по познатиот камен мост и продолжив кон старата чаршија. Тука се уште се шират мириси на старите традиционални јадења, но има и занаетчиски работилници, каде што се изработуваат шапки, чевли, накит. За момент застана во прекрасниот Даут Паши намаз. Се искачив на тврдината на Кале, потоа го посетив и музеот на град Скопје во зградата на старата железничка станица. Денес, мојот мравковски ден, ќе го посветам на 5 најголеми градови. Прв е градот Скопје, со сите своји убавини. Втор е градот Битола, во кој се уште гордо стои саат кулата на Широксока, а во близина е стариот антички град Хераклеја. Трет е градот Куманово, кој се истакнува со стариот занаетчиски дом и археолошките локалитети. Четврти е градот Прилеп, препознатлив по марковите кули, а петти по големина е градот Тетово, со прекрасните арабати Баба Теке и Тетовското кали. Сите градови се прекрасни, но ако почнам да набројувам, не знам дали сите ќе ги запаметиме. Засега е доволно. Сакате да знаете каде сум денеска? Високо во облаците. Дишам чист и свеж воздух. Пијам чиста изворска вода. Се наоѓам на врвот голем кораб, на планината Кораб. Тој е највисокиот планински врв кај нас. Втор по височина е Титов врв на Шарпланина, а по него следува Баба, врв на планината Пелисе. Тука може да се слушне шумолењето на боровите молика. Оттаму се спуштаме кон врвот Солунска глава на планината Јакупица, па до врвот кај Макчала на планината Ниџе. Браво за мојот мравкомобил! Можел да се искачи до највисоките врвови на високите планини. Додека шетате низ овие планини, ќе сретнете скијачки терени, прекрасни патеки за пешачење, шуми полни со листопадни зимзелени дрвја, ела, бука, даб и бор. Дел од овие планини се национални паркови, каде што живеат ретки и заштитени растенија и животни. Мојот мравкомобил застана да се одмори покрај нашата најголема река. Знаете ли како се вика? Нејзиното име е Вардар и извира во Вруток, а нејзиниот тек ја дели нашата земја на два дела. На крајот се влева во Егејското море. Една од најубавите реки во нашата татковина е и реката Црндрим. Таа извира во близина на манастирот Свети Наум, покрај Охридското езеро. Потоа истекува од езерото и го продолжува својот пат се до Јадранското море. Значи реките имаат најдолги, најубави патувања. И реката Радика е позната по својата убавина. Таа поминува низ прекрасниот град Дебар и се влева во Црндрим. Така заедно го продолжуваат своето патување. На крајот посакав да се одморам, па одлучив да отидам покрај езеро. Многу сакам да бидам рибар, но не можев да се одлучам покрај кое езеро да застанам.
На картата на нашата земја забележав дека има 3 природни езера. Охридското, Преспанското и Дојранското езеро. Погледнете, покрај Охридското езеро има многу убави населени места со плажи. Тука се и градовите Охрид и Струга, секогаш убави и гостопримливи. А во Преспанското езеро има остров. Дојранското езеро е најмало, но најтопло за капење. Познато е по рибарските кукички од трски кои се наоѓаат во самото езеро. Сите 3 езера се богати со риба, во нив живеат рибите. Пастрамка, белвица, крап, јагула и уште многу убавини има нашата татковина. Автор Даниела Милошевска. Уредник Ксенија Трајчева. И не заборавајте дека Мравко може да го најдете и помеѓу страниците на Росица.